Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со анализата на 24 вести. За во петок е закажана седница на новото собрание каде пратениците ќе седнат за прв пат во пратеничките клупи и веќе пред почетокот на оваа седница излегуваат првите дилеми за тоа како ќе почне да функционира новиот собранински состав. Имено председателот Трајко Велјановски од неговиот кабинет велат дека седницата ќе ја води тој како последен председател на собранието, иако според деловникот е предвидено седницата да ја води најстариот пратеник. Од кабинетот на Велјановски велат дека според измените на деловникот на собранието сега тој има право да ја води седницата, инаку доколку ја води најстариот пратеник, тогаш тоа би требало да биде пратеник на ДУИ. Оваа дилема е само една од почетните пред функционирањето на новиот собранински состав, а оние други отворени прашања се сите оние кои се нотирани во повеќе извештаи, кои се извадени во јавноста во изминатиот период, тоа се оние проблематични делови за функционирањето на собранието. За ова ќе зборуваме со поранешни пратеници кои функционирале во сите пратенички состави од оној првиот состав па се до некои состави кои функционираат до пред некоја година. Тука со нас во студиото се господата Владимир Голубовски, Исмет Рамадани и Сафет Бишевац. Господа, добра вечер на сите. Еве, ќе одиме поред вака на седење без некој посебен ред. Господине Голубовски, се очекува конституирање на новото собрание. Очекувате ли сега вие од новите пратеници во согласност со овие политички сили кои се конституирани во собранието да се смени начинот на работа, бидејќи досега собранието беше нотирано во извештаи и обвинувано дека не работи онака како што треба да работи законодавен дом, туку само служи како една испостава на извршната власт. За почеток жалам што нема да најавам некој позитивен пресврт. Лично сметам дека нема околности реални да се подобрат очекувањата на јавноста на оние кои што се избирачко тело во однос на резултатот од изборите за тој контекст за кој што зборуваме, заради констелацијата на односите кои што произлегуваат од изборниот закон. Со ваков закон не е можно да се промени нешто што е субјективно како политичка волја или како методологија на работа од изабраниците во парламентот, заради тоа што самиот начин на кој што се избираат дозволува, односно наметнува да остарат стариот стил на работа, и она што би можело да донесе пресврт во некои идни нови избори, предуслов е да се со политичка волја произведат нови механизми кои што потоа ќе продуцираат нови состојби. Значи, не да очекуваме дека менталитетот е можно да се промени на пратениците и на оние кои што како партиски раководства стојат и менаџираат со човечкиот ресурс во партијата, туку да се створат механизми кои што сами по себе надвор од волјата на субјектите ќе продуцираат, а тоа е нов изборен закон. Добро, господине Рамадани, извештајот на Европската унија за напредокот на Македонија е еден од последните извештаи во кој се нотира работата на собранието. Таму се вели дека политичката криза повторно ја акцентира слабата легислатива и функцијата на парламентот за надзор на работата на владата и на безбедносните служби. Сега имаме нов собранински состав кој е произлезен од избори, кои токму од меѓународната заедница беа посочени како еден од првите чекори кон излез од политичката криза. Мислите ли еве дека во овој сегмент барем собранието ќе почне да функционира како што треба? Добро, ако поаѓаме од фактот дека многу состави од собранието на Република Македонија не го исполнија тоа што се очекуваше од собранието, затоа што постои впечаток и мислам дека е вистина, затоа што сведок сум и сам. Јас
Како што знаете, бев од 90-та до 2006-та, 4 мандати. И секогаш со моите настапи се ангажирав, односно посакував Собранието на Република Македонија да биде законодавно тело која во исто време и ќе ја следи работата на другите, посебно на владата на Република Македонија, но како што поминуваше времето, владата се повише имаше диктат над Собранието на Република Македонија. Велите дека во почетните фази не било така баш? Во почетните фази не беше баш така, имаше издвоено мислење, понекогаш самите коалициони партнери беа во несогласувања. Јас се сеќавам, ние тогаш како ПДП бевме со Социјалдемократскиот сојуз и во одредени ситуации, односно одредени закони или одлуки и така натаму во собранието имавме испротивставени мислења. Не случајно дури понекогаш доби квалификацијата влада со години конфликтна, односно конфликтуозна влада, затоа што за одредени прашања имавме сосема спротивставени ставови, а во однос на собрание влада, исто така се случуваше истото и со другите политички партии. Сигурно господинот Голубовски се сеќава кога експертската влада, односно премиер беше покојниот Никола Клюсев, тој кога се гласаше доверба, односно недоверба на владата, тој не знаеше дека ќе гласат против и таа влада ќе падне. И во човекот тогаш се зачуди како е можно по собранието да има таков распоред, значи, на гласање за да падне таа влада. Што тоа значи? Тоа значи дека пратениците има свој идентитет и дигнитет, па и интегритет. Јас не велам за сите, може би некои биде поподложни, меѓутоа сепак имаше пратеници кои мислеа со своја глава, има свој став и за одредени прашања не мораше секогаш па да бидат, како да кажам, толку сервилни кон тоа што е екзекутива. Да. Господине Бишевац, и вие бевте во парламентот во еден период. Кажете ми, сега, еве да речеме, вие бевте прво влезени од Санџачката лига, потоа настапувавте како независен пратеник, инаку влеговте на листа на СДСМ, ја поддржувавте тогаш работата на СДСМ. Како ви личи сега, еве, ова ветување, например, што го дава господинот Заев, дека тој со својата листа која направи, како што рече, листа, граѓанска листа, на која стави и препадници на невладини организации, независни интелектуалци и така натаму, мислите ли дека тој концепт на вистина ќе заживее и дека во собранието ќе добие пратеници кои нема секогаш да настапуваат само под партиска директива? Па јас на вистина не знам што ќе се случува. Јас само знам со сигурност дека собранието на Република Македонија не е собрание во вистинска смисла на зборот од 24 декември 2012 година. Тоа е денот кога во оваа држава со државен удар Никола Груевски и неговата булумента, криминална, си дозволи да ги избрака пратениците и новинарите од зградата на собранието само за да си го донесе буџетот онаков како што тој сакаше. Тој ден е мегник на она што ни се случува и што ќе ни се случува. Доколку општеството не најде сила да расчисти со оние кои го изведоа државниот удар на 24.12, ние постојано ќе имаме собрание која ќе биде само слеп извршител на желбите на извршната власт и ништо повеќе. За жал, тешко е да очекуваме дека и новиот состав на парламентот, токму поради распоредот
на силите во него, ќе има некаква поголема слобода за водење некаква поинаква политика за разлика од периодот од 12 до денеска. Зошто го велам тоа? Ако првото свикување, кое вие го најавивте, се одвива на начин и со цел да се прекине една воспоставена пракса, дека со седницата точно ја закажува претходниот претседател на собранието, но воспоставена пракса е дека таа седница, конститутивната, ја води најстариот пратеник меѓу избраните кандидати. Да ве потсетам, 2008 година тоа беше Стојан Андов, 2011 година тоа го направи Љубисав Иванов Цинго и 2014 година исто така мислам дека беше пратеник од социјалистичка партија. Сега владеачката гарнитура потенцира однапред дека седницата ќе ја закажува и ќе ја води поранешниот претседател на собрание. Тоа во старт ви покажува дека мнозинството, тие што имаат 51, има своја стратегија ништо да не се промени во оваа држава. Тие да си останат на власт, да си најдат евентуално партнер во другиот блок и да си продолжат да работат како што работеле и во овој период од 8-10 години. А да не беше Велјановски пратеник сега? Веројатно тогаш ќе прифатеа дека тоа треба да го направи најстариот пратеник. Но тие од сега веќе диктираат услови. Јасно е зашто тоа така. Јасно е. Тие знаат дека најстариот пратеник е од редовите на ДУИ и дека речи се сигурно дека ќе може во делот на водењето на седницата да го користи албанскиот јазик. Тоа е клучниот проблем на ВМРО ДПМН. Затоа тие нема по ниту една цена да дозволат тој да ја води. Ке видиме како ќе се однесува опозицијата, условно кажано блокот предводен од Социјалдемократскиот сојуз, но исто така ќе видиме како ќе се однесува ДУИ и останатите партии во албанскиот политички кампус. Значи, ние веќе на првата седница, која треба да биде од формален карактер, Па и свечена. и свечена на некој начин, бидејќи ќе треба да се верификуваат мандатите, доаѓаме во конфликтна ситуација и прашање како таа седница ќе се одвива. Да. Добро, вие најавивте едно од прашањата кој ќе биде едно од главните на оваа емисија, тоа е како ќе се формира тоа пратеничко собраниско мнозинство, но пред тоа сакам уште едно прашање за собранието да се задржиме. Господине Голубовски, овој состав на собранието потврли во еден од клучните елементи кои ги бараше меѓународната заедница, а и самите партии кои го договорија со договорот од Пржино, а тоа е онаа комисија која требаше да донесе некаква политичка одговорност за скандалот со прислушување. Значи, партиите во собранието не донесува никаков заклучок, таа комисија ништо не реши за тоа кој прислушувал и кој е одговорен за тоа. Мислите ли дека новото собрание ќе продолжи барем да се обиде да истражи во тој правец или да донесе некој заклучок? Или мислите дека тоа прашање во собранието е затворено? Значи, имам дилема дали да внимавам како перцепција ќе има јавноста на тоа што ќе го кажам или да бидам до крај искрен и одбирам да бидам искрен. Мислам дека во овој момент ние сите овде и гостите и вие како домаќин знаеме што е главниот проблем и чекам со нетрпение да влеземе во тие прашања. Значи, мислам дека ние не веруваме дека овој парламент уопште ќе биде ефективен за нешто да работи. И затоа за мене ова прашање може би е прашање кога ако ме повикате пак за наредниот состав кога ќе дојде наред, а тоа би било и тоа ќе го образложам покасно да не го узурпирам сега просторот. Значи, можеме да кажеме дека е реторичко прашање. Тоа е прашање кое што сега во овој момент нема околности реално да се прават проценки и да се проценуваат во иднина активностите на собрание за кои што не веруваме дека ќе профункционира. Да. Добро, ајде тогаш додиме на оние прашања кои мислам дека не интересираат повеќе, а тоа е прашањето што мислите сега според оваа констелација на односи во собранието, кој прв ќе дојде до
мнозинство парламентарно за да може да формира влада? Мислам дека кога ќе беа одговорни двете македонски партии како главни актери, ќе се договореа дека треба веднаш да се оди на нови избори, бидејќи ова тесно мнозинство, се согласувам со претходните изјави, не дава никаква илузија, би рекол, дека може да се формира стабилна влада, и колку повеќе ќе се пушиме во разговор околу тоа за владата, и тоа е неизбежно во дебатата, тоа ќе го разговараме, толку повеќе ќе влеземе во расправа која што не е во овој момент толку актуелна. Главниот за мене момент е, и може би тука е вистинскиот момент, мисле показно да кажам, да се истестираме ние тројцата овде со својот личен демократски капацитет во однос на сознание, кое што предпоставувам моите соговорници може би не се информирани, но бидејќи јас сум информиран, состема накусо во една минута ќе го соопштам, а би можело да има значење суштинско за многу дилеми во оваа фаза пред да се конституира парламентот. Се работи за следно. Ние имаме во основен суд поднесено тужба од Народно движење на Македонија, од нивниот председател Бачев, кој што според мене апсолутно неспорно со докази кои што и утврдуваат фактичка состојба дека грубо, масивно е повредено постапувањето на Државната изборна комисија за време на овие избори, во кои што се инволвирани 10 политички партии, од кои што 4 партии освоиле пратенички мандати. И ние сега разговараме за во петок, за во сабота, претходно беше, а таа тужба стои во судот. Во ниедна правна држава тоа не би се игнорирало, треба или тужбата да се отфрли, или да видиме судбината на таа тужба, но тоа го отвара прашањето и за да разјасниме многу нелогично однесување што се случува во Државната изборна комисија. Добро, но тука господинот Бачев беше дисквалификуван од Државната изборна комисија бидејќи имаше нерегуларни листи. Не е он предмет на оваа тужба. Он излегува со тврдење дека ВМРО за Македонија, Левица, потоа ова на Павле Трајанов коалицијата, како и 4 политички партии на албанските политички представници, формално правно имаат повреда и или Државната изборна комисија требало да интервенира, да бара од нив да ги дополнат. Тоа се тешки повреди кои што не се од таква природа да се игнорираат. Добро, но ние не можеме сега да разговараме за тоа додека тоа, значи, не може да дојде на дневен ред, мислам дека е едно прашање кое заради мојата совест ја ги повикувам двете партии, една од нив најмалку да покрене иницијатива во судот да се види за што се работи и да се стопира конституирањето на парламентот. Мислам дека тоа, кога би било можно, иако е невозможна мисија, тоа е единственото исправно решение да не влеземе во една спирала на нелогични случувања што само ќе продлабочат кризата до невозможност да се издржат. Добро, ќе зборуваме за тоа зашто мислите дека е најдобро да не се конституира и да се одржат нови избори. Господине Рамадани, вашето мислење за тоа, ќе успеат ли ВМРО ДПМН и ДУИ досегашните коалицијски партнери повторно да состават влада, или ќе имаме некоја друга комбинаторика, или ќе имаме трето решение да нема воопшто влада? Добро, мислам дека скоро апсолутно нема никакви шанси, односно можности да се оди на некоја или да се продолжи некоја коалициона влада со ВМРО ДПМН и ДУИ, затоа што ДУИ од самите гласачи, односно од граѓаните албанци ја доби казната, токму затоа што со ВМРО ДПМН на Никола Груевски таа беше подчинета, понижувана и во една таква ситуација, ако ДУИ се постави така спрема коалициониот партнер, односно Никола Груевски и неговата клика, тогаш нормално дека мнозинството на албанците такво нешто значи одбија, односно нивното одбивање
го кажа и со самото гласање што Дуи го преполовија од 20 на 10 пратеници. Второ, мислам дека ВМРО ДПМН, односно Никола Груевски и неговата ВМРО ДПМН, затоа што тие во последно време како некој погрешно, односно, не знам, намерно да ги посоветуваше толку лошо, тие настапија и пред ДИК и предупредија, односно се заканија до управниот суд, прејудицирајќи какви ќе бидат одлуките и на Државната изборна комисија и на управниот суд, и собраа маса луѓе пред ДИК, притисок, значи, кон една, да кажеме, независна институција, затоа што е ново формирана институција, нели, со лидерските средби, односно Пржинскиот договор, и на самите тие протестирања нивни, тие се изнакажаа до крај и против САД, и против меѓународната заедница, Европска унија, амбасадори, против албанците. Имаше таму речник кој беше речник со омраза, настапува, значи, така неприфатливо за албанците, што тие направија уште еден пресек, односно уште една барикада помеѓу тоа што значи евентуална можност Дуи да влезе во коалиција со ВМРО ДПМН, и сега веќе Дуи не велам дека не сака да коалицира со ВМРО ДПМН, велам дека не смее веќе да коалицира, затоа што наредните избори, ако бидат, можно е да бидат и предвремени овие, тогаш, ако беше сега 20 од 20-10, тогаш ќе биде од 10-0. Така што Дуи ќе ја снема од политичката сцена. И затоа мислам дека тие не би требало и не смеат. А во нивен прилог не оди и општото, мислам, и меѓународната заедница, па сето тоа што се случи со дипломатите, така што ВМРО ДПМН нема да најде партнер кај албанците за формирање на влада, така што тогаш, по некоја логика, шансите на Социјалдемократскиот сојуз и нивните коалициони партнери се многу повидливи, пореални, да може со 2 или 3 парламентарни албански партии да составуваат. Добро, но еве, например, господинот Ахмети вели дека тој нема да формира влада доколку не бидат исполнети оние 5 точки на Дуи или беа повеќе, според кои некои можеби се заеднички со СДСМ како предложување на работата на специјалното јавно обвинителство, но има и една каде што господинот Ахмети вели да се официализира употребата на албанскиот јазик на целата територија. Мислите ли дека тие точки ќе бидат пречка и за Социјалдемократскиот сојуз? Да, мислам дека кога веќе не смее со ВМРО ДПМН да состават влада, тогаш можна е таа опција да се игра, да се игра и на таква опција, кога ќе дојдат во ситуација дека ВМРО ДПМН дефинитивно треба да оди во опозиција, тогаш ќе барат од Али Амети како долгогодишен сервилен партнер, ќе барат можеби немојте вие ни во другата, ни во, ако не со нас, не можеш, тогаш ни со Социјалдемократскиот сојуз, биди некаде средина за да се дојде до ситуација да не може да се формира влада и да се оди на некоја друга широка, техничка или нови избори. Може и таква опција, меѓутоа интересно е дека и
таа опција е прозирна и албанците и тоа добро го детектираат. Мислам, и партиите и граѓанството, така што такво и на таква опција мислам дека перцепцијата ќе биде дека до крај продолжува Али Амети и неговата ДУИ да се држи со ВМРО ДПМН и Никола Груевски, и е ситуација која е исто така мислам тешко остварлива, но сепак низ тие преговори, односно разговори со вториот мандатар во овој случај, со Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз и коалиционите партии негови, има шанси тука да се разговара за одредени прашања, и тоа најверојатно и така ќе биде. Но мислам дека добро е што дојдевме до една ситуација, Никола Груевски, кога ќе го земе мандатот и ќе се прошета едно 20 дена, и кога ќе види дека што значи албанскиот фактор во тоа што значи формирање на влада, може би и малку ќе свати на крајот дека не може баш така како што мисли он да се однесува кон албанците. Ќе свати дека албанците се значаен фактор во Република Македонија, односно албанските партии, и тоа може би не за него, не знам дали ќе има време, али за другите структури кои ќе дојдат во ВМРО ДПМН, тоа ќе биде една добра едукација да видат дека не може така да се продолжи со таков однос кон албанските партии, односно кон албанците во целина. Добро, пред да продолжиме со господинот Бишевац, ми сигнализираат од режијата дека мора да направиме кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме во студиото. Вистинско темно. Златен даб. Дарк. Времето за себе по долг и напорен ден е безценето. Но постои нешто на кое не можам да одолеам. Препечен леп со путер. Изгледа премногу едноставно, но президен путерот менува се. Нежно и свежо. Се е до вкусот. Совршено. Президент Путер. Неодолива страна на животот. Декември е асоциација на снег, Дедо Мраз, празници. Сите се радуваме на овие празници. Китиме елки, купуваме подароци. За себе, за своите најмили, но и за нашите домови. Новогодишниот базар во сите салони на Мебелвил из Македонија започна. Многу изненадувања, промоции и попусти до 40% на најголем дел од асортиманот. Повелете, промоциите траат до божитните празници. Мебелви ви посакува комфорни и весели празници. Твој избор, твоја слобода. Аплицирајте за ризиковиолетовиот потрошувачки кредит и искористете понудата со најниска каматна стапка од 6%, фиксна за првите 2 години, без трошоци за одобрување. Понудата трае до 31 декември. НЛБ банка. Празнични акции во сите маркети на Тинекс од 26 до 31 декември. Чајна топола 89 денари, печеница Тинекс 279 денари, кравји кашкавал екстра 219 денари, путер мегле 69 денари, чипс чипси 45 денари, сок од јаболко гуте фрухте 19 денари, пиво Мулер 29 денари, црвено македонско вино 2 литра 59 денари. Празниците се на убави со Тинекс. Услугите на Телекабел од сега достапни и во Охрид. Најголем избор на телевизиски канали без доплата, најбрз интернет и најевтини цени за телефонски услуги. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Информирајте се на телефонскиот број 046 609 609.
Или посетете го, новоотворениот наплатен центар во Охрид, наспроти градскиот пазар. Кабел си е кабел. Телекабел. Потрагата по вкусови, кои ќе ви придадат маестрално уживање. Завршува кај новиот производ пиперка во павлака на Маестро. Солута или обична пиперка, за кој и Маестро производ да се одлучите, ќе бидете апсолутно задоволни. Маестрално уживање за целото семејство. Пиперка во павлака. Екстра новогодишна понуда во АМЦ. 5-инчен смарт телефон Ligo M5 со 2 гигабајти RAM за 5990 денари. Лаптоп Acer Packard Bell со i3 процесор за 13990 денари. 50-инчен смарт телевизор Quart со 5 години гаранција за 22990 денари. АМЦ, вистинско место за нова технологија. Првата љубов ми се викаше Светле, Светлана, втората Сонја, па Мимоза, па Теодора, па Наташа, па Сонја. Сонја кажав? Да, добро. Па после имав една Искра, па после имав една Ивана, па и сите ме откачија. Сите, само една не. Струмка. Струмка и јас. Половина век, љубов. Македонио, среќна нова година! Во овој магичен период од годината, надополнете ја празничната атмосфера со вкусовите кои го зближуваат семејството. Среќни празници! Со љубов од Алпско млеко. За прв пат на Охридската ривиера ексклузивни цени со 25% попуст, почнувајќи од 1250 евра на рати. Можност за купување преку стамбен кредит од Комерцијална банка АД Скопје со рок на отплата до 30 години. Каматна стапка од 2,9 годишна фиксна за првите 3 години и 6,85% годишна променлива за останатиот период на отплата, без надомест за одобрување на кредит и без трошоци за процена на вредност на хипотека. Совршен спој на софистициран дизајн, врвен квалитет и професионални перформанси. Доживеете ја префинетоста во вашата кујна со садовите за готвење TVS од италијанскиот дизајнер Giorgetto Giugiaro, кој меѓу другото е познат по дизајнот на Ферари. Од 5 декември до 8 јануари, единствено во Tinex, соберете 12 купони и со доплата од 1499 денари добиете го вашето ново тенџере со капак. Со садовите TVS, готвењето на секој семеен оброк е како создавање нова, магична приказна. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од месоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. По изборите, Македонија повторно пред големи одлуки. Било која страна да прави влада, таа ќе биде малцинска влада, можеби, која што не ќе може да издржи дол временски период. Колку тие и да трчаат, во новата година ќе влеземе со старите проблеми. Стопанството веќе е паднато на колена. За да политичката елита корумпира, да дава, да прави услуги, треба да има бизнис елита, бизнисмени кои што ќе ги прифатат овие услуги. И додека граѓаните ги оптеретуваат дневната политика, додека се на шопинг, се случува обичниот живот на еден гениалец. Едноставно сакаш да го правам тоа што го сакам и да успеам да правам. Вечерва, Фактор 24 во 22 часот и 30 минути. Се враќаме во студиото. Дојдовме до господинот Бишевац пред рекламите, како што
еве кажа господинот Рамадани, во оние опции кои ги разгледуваме сега за формирање на влада. Доколку ВМРО, ДПМН и ДУИ повторно формираат влада, постојат анализи дека ќе има незадоволство кај албанскиот етникум во Македонија, кои со своето гласање, како што велат аналитичарите, всушност гласаа против Груевски, без разлика кај која партија беа распоредени гласовите. Доколку СДСМ формира влада со дел од албанските партии, тоа што имаме состојба каде што партијата која освоила најмногу гласови, а тоа е ВМРО ДПМН, ќе оди во опозиција, значи ќе имаме некои 450.000 гласачи кои ќе бидат незадоволни. Доколку имаме трета опција, доколку не се формира влада, останува ова до следните избори, што веројатно значи продолжување на кризата. Токму така, има повеќе опции. Ние во првата варијанта, ако Никола Груевски успее да се договори со Ахмети, тоа би било почитување на нивниот мајски договор. Али Ахмети има дополнителен проблем у цела оваа работа, затоа што ако не остане верен, ако не му остане верен на ДУИ, ќе има проблем во иднина со спроведување на таков договор, иако тој договор е само меѓу нив 20. Тоа е едната варијанта. Ако Никола Груевски успее да формира влада со Али Ахмети, тоа во јавноста се представува као нормална македонска влада. Но ако во другата опција Никола Груевски го добие мандатот и не успее да ја формира владата, тој ќе биде од една страна понижен, но од друга страна ќе отвори еден маневарски простор за малку позасилен национализам, дури и на шовинизам, кој би го користел како оруđе на следните избори, кои во секој случај ќе дојдат релативно брзо. Значи, владата на СДСМ со остатокот на албанските партии, според ВМРО и нивните гласачи ќе биде албанска влада. То така се гледа. Така ќе биде представена као албанска влада, кај еве го лидерот на СДСМ Зоран Заев, само за да се докупа до власта, е подготвен на албанците да им даде се. Као да Никола Груевски и Али Ахмети не функционира као совршена двојка во изминатите 8 години. Јас сум поборник и застапник на теоријата дека ништо во оваа држава немаше да биде исто ако Али Ахмети се однесуваше поинаку кон својот коалицијски партнер. И казната за таквото однесување на Али Ахмети и неговите сопартици беа изборите. Парадоксално, но тој навистина може да иде на опција да јас не можам да се одлучам, нека решат другите дали ќе имаме уопште влада, со тоа што тој ќе се извлече од таа игра, за да го испочитува на некој начин Груевски и да не отвори простор за коалиција со СДСМ. Ако остане настрана, тоа ќе значи експресно брзи избори. Ние ќе имаме избори, веројатно, заедно со локалните, во првата недела на мај. Во тој случај, таа игра ја забораваме, во тој случај, ВМРО и ДУИ остануваат во владата. Тие ќе раководат владата до 100 дена пред избори, кога повторно ќе почне да се применува министер, ова, она. Значи, ќе дојдеме во ситуација на вртење во круг, но зошто мислам дека Ахмети сериозно размислува за така опција? Затоа што, надевајки се дека тој ќе може да го повтори тој резултат, бидејќи не влегол со никого во коалиција, ќе остави простор двете големи коалиции во другиот блок на избори да успеат да изнесуваат јасна победа. Со јасна разлика, да не биде тоа 57-49 или нешто, туку да има разлика од 5, 6 или 7 мандати и во тој случај, ако успее да го задржи гласачкото тело, тој да си влезе повторно во влада како некој кој одиграл наодно конструктивна улога за целата политичка сцена. Да, еве господине Голубовски, ова некако оди во контекст на онаа ваша теза дека можеби е најдобро, како што вие велите, да има повторно избори, да не се формира сега влада, бидејќи велите дека земјата ќе влезе во криза. Но доколку тоа се случи, значи технички тие избори ќе ги организира
истата коалиција ВМРО, ДПМН и ДУИ. Значи, мислите ли дека ќе добиеме една ситуација, ќе не се повтори, да речеме 2014 или 2011, ќе добиеме избори кои и според меѓународната заедница и според договорот од Пржинов всушност беа и причина за целата криза? Значи, тука во одговорот ќе се задржам и некој аналитика, но и желба, бидејќи за разлика од моите соговорници, ја сум по-конкретно активен во политиката, без оглед што не сум многу експониран. Да, вие сега за гледачите да кажеме дека сте и дел од владеачката коалиција во моментот. Значи, за мене е помало зло без црвените линии на Ахмети да остане ова влада состав да ги подготви наредните избори. Тоа ако добро сватива и истото го сметам, но тоа не го гледам како решение, бидејќи не можеме во овој момент и ни се наметнуваат околности кои што не спинуваат, значи не дефокусираат од вистинската слика, бидејќи ние сами не одлучуваме, сепак тука е сенката од Пржино, од импликациите кои што обврски се превзема, па се задоволни или не се задоволни менторите на тој процес на Пржино. Но во секој случај, да бидам искрен, како македонец и со моите ставови, ми е неприфатливо било какво прифаќање на уцена од Ахмети со тие црвени линии и мислам дека албанците, политичките представници на албанското малцинство во Македонија да не влегуваат во замка да пропуштат една шанса да инвестираат во довербата во Македонија, кој што би требало да произведе нов квалитет. Ние сега премногу со оваа криза сме фокусирани, но некако и во првиот парламент беше актуелно, се отвараше тоа прашање, па се напушташе тој концепт. Време е во Македонија да се изгради еден интегрален став кон државјанство нација, каде што и господинот Исмет Рамадани, вака ќе си дозволам, бидејќи ко пријател го сметам и на овој разговор, ќе каже да јас сум македонец, но со етничко потекло албанец, како секој друг. Не, сакам да кажам дека ние за амбиентот малку зборуваме, сакаме да ги цениме работите црно-бело, но политиката е многу сложена и многу треба суптилно. Тоа се едни прашања, мислам, за една поспора обштествена дебата. Зошто го кажав и ќе завршам. Тоа го кажав заради тоа што ако ние се фокусираме дали сега проблемот од она што меѓу нас се тие политички контраверзи кои ги штити националните интереси, кои ги продава, се префрла на нивна страна и фактички со тие бетонирани црвени линии таму не може да се направи помак кон едно граѓанско општество, него се циментираат некои колективистички од една страна и од друга конфронтации. Со господинот Голубовски нема што да криеме, затоа што не е тоа некоја историја далечна. Ние сме имале безброј ни реплики во самиот парламент, во првиот состав. Меѓутоа, тие реплики тогаш беа во однос на концептот, опција, како вие замислувавте дека треба да се организира општеството во Македонија и така натаму, и како ние. И во тоа, мислам, не гледам многу проблем, затоа што сепак тие се опции, демократијата ги дозволува тие, кој колку кого ќе убеди за неговите ставови. Меѓутоа, сега ние имаме една ситуација кога не се во прашање само опциите, концептите на политичките партии, туку криминалните структури и корумпираните структури се веќе над тоа што е концепт и опција. И кога се во прашање тие криминални структури, односно, затоа што сме сведоци веќе, дали е вистина, не е вистина, мислам дека тоа веќе е јасно. И сега на тоа кога се додава плюс антиалбанскиот вокабулар, антиалбанската реторика, тоа е уште полошо, затоа што
кај граѓаните се создава мислење или убедување дека овие за да го покријат криминалот, нивниот криминал и корумпираноста, сега се прават големи македонци, големи патриоти и така натаму. И тоа е, затоа што Голубовски, ако смеам да ви кажам, вие сте пример националист по убедување. И си имате право да бидете националист, твоите ставови, меѓутоа се додека тој национализам не преоѓа преку таа црвена линија каде може да се создаде конфликт помеѓу заедниците, народите, етникумите и така натаму, тоа е дозволиво. Меѓутоа, криминалните структури ги узурпираат институциите. И кога институциите се узурпираат, значи тие робуваат веќе од нивна страна, веќе не функционираат и се губи правдата. И правниот систем не функционира. Во такви ситуации веќе не се во прашање, не се во прашање само во судир опции или концепти, туку и криминалните структури. И во таква ситуација многу е потешко во државата, затоа што ние во тоа време се судрувавме, односно се спротивставувавме многу, и тоа многу. Меѓутоа, тогаш сепак и понатаму се продолжи со политички ставови, со политички убедувања дека треба да биде вака. И времето покажа дека многу, ако споредбата ја правиме во тога што 90-тите почетни години, времето покажа дека во сите тие полемики јас сум бил во право. Кога вие бевте против Универзитетот на албански јазик, денеска има Универзитет на албански јазик. Пример, кога вие бевте против употребата на јазикот, иако се уште не е на ниво кој ние би посакувале, денеска веќе, кога вие бевте дека ова држава треба да биде пред се на македонците и останатите после, сепак преовладува концептот дека имаме мултиетничко општество во Република Македонија. Значи, како времето ни кажува денешнината, дека ние тогаш како ПДП сме биле, или јас како пратеник на ПДП, сум бил подобар визионер, тогаш и предпоставката дека ќе дојдат ситуации и време кога сепак албанското прашање ќе се авансира. И дека точно е, уште, затоа што правата секогаш процес демократски и така натаму. Мислам, тука е. Мене тоа што ми смета, се извинувам што малку бе предолг, тоа што вие како дел од таа композиција, овие аналитичарите, кога би бранеле опција или концепт демокристијански, конзервативен, национализам и така натаму, тоа е сосема друга. Ама кога бранат криминални структури, тука е проблемот. Организиран криминал, корумпираност, тогаш веќе ги жалам тие интелектуалци, тие аналитичари, па дури и вие како дел од таа, затоа што знам дека вие сте во тие што си имате ставови, за мене и националистички во однос на албанците, меѓутоа добро е во вас нешто друго, што вие никогаш од власта, значи не сте биле корумпирани, криминалните структури веројатно ви сметат и во таа композиција, или не, може би не смеете многу гласно да ги кажувате, затоа што припаѓате таму. Добро, бидејќи... Да, само реплика. Да, сакав. Да. Значи, не просудувам во смисла дали е фер или не, тоа е легитимно право да се каже така, но сега сакам да кажам дека не се согласувам
да се мешаат работи. Ние имаме проблем кој што е наметнат околу Конституција, околу организацијата на државата, се користи како алатка едно стомневање во корупција, бидејќи немаме епилог судски, значи сето тоа може и како шпекулација да се третира, и тука ќе заправам, не сакам да бидам адвокат на никого, меѓутоа, одма да кажам, мојот став кој е апсолутно, и тоа не може да биде визионерство реализирано, ова е максимумот што е злоупотреба на македонската трпеливост и широкоградост што го постигнавте врз база на уцена и на околности како колатерална штета на случувањата при распадот на Југославија во процесот со Косово и сите тие работи. Всушност нас на непринципијален начин меѓународната заедница не казни за нешто што не смееше. Не сте биле во право, затоа ве казни може. Така да околу ова за јазикот и сето тоа не тврдам дека би било, да не речам педагошки, може несериозно делува во еден политички разговор, но не може да има понатаму никаква ескалација. Сите максимуми кои што сме морале да ги прифатиме се реализирани и било што понатаму ќе мора и од ваша страна, бидејќи се деклариравте во политичка дебата како некако граѓанска една структура со цели кои што на граѓанскиот концепт се иманентни, туку исклучиво за права кои што се уште не се остварени и се бараат и како процес кој што нема никој пат да запре. Тоа е заблуда. Тоа не може да биде и затоа ја и пред малку добронамерно реков дека треба да инвестирате во една доверба заради тоа што треба да искомпензирате она што на вистина беше во Македонија дозволено во однос на развој на меѓуетничките односи. Таргетот на мнозинството на албанците и на главните субјекти е таргетот, е равноправност. И мислам само да се доискажам, тоа е легитимно. Да се доискажам само кратко. Значи, имам едно прашање, да бидам и јас прво. Имам едно прашање за вас, господин Неголовски. Барање равноправност не е радикализам, не е национализам. Да бидеш равноправен, тоа е, мислам дека... Значи, не, само дозволете 20 секунди. Јас затоа не донесов за да се посетувам, него донесов документи. Значи, донесов текст за рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, донесов за јазиците и се оно што мислев дека поишек има простор, но тргна некако многу млако дискусија, не сакам. Значи, во рамковната конвенција за заштита на националните малцинства има и дел трети, каде што од член 20 и 27, бидејќи се по неколку реда ќе ги прочитам за да нема сомневање. Во вршење на правата и слободите што произлегуваат од принципите наведени во оваа рамковна конвенција, припадниците на националните малцинства ги почитуваат националното законодавство и правата на другите, посебно правата на припадниците на мнозинството и на другите национални малцинства. Најдете се вие тука кај сте во ова. Еве јас имам едно кратко прашање. Океј, добро. Прво вие не погрешна вие формулацијата. Не станува збор за национални малцинства. Како дава право за презема активности. Господин Неголубовски. Дозволете 3 реда. Ама сега 3 по 3 јас ви кажам дека грешна ви е работава. Да се презема активност или да се поставува спротивно на основните принципи на меѓународното право и посебно на суверената еднакост, територијалниот интегритет и политичката независност на државата. И каде равноправноста на албанскиот јазик е кршење на права на некого друг, например, као теза. Затоа што ќе се претвори во елемент на федерализација. Ајде вака да направиме. Еве апсолутно е неприфатливо и никога нема да го дозволете. Зошто не ги зема со себе копенхашките документи, член 37? Може ли едно? Извини, може ли едно прашање? Кои се правата на тие? Значи, дозволете, едно прашање кое и не е така хипотетичко, нека ја прашам. Најкратко, јас ќе ви кажам зошто го прашувам. Единствениот спас за Никола Груевски се две опции. Или со се парите што ги украл, а што, пошто сте дел од владеачката коалиција, ќе ми извините на вака директноста, и вие сте му го дозволиле, и да избега во Русија да се најде и да се ја плати заштитата кај оние што ја штитат Мира Марковиќ и Марко Милошевиќ. Едната варијанта. И втората варијанта во која Никола Груевски сигурно не одговара за тоа што го направил,
е да ја нема државата во облик во кој што е сега. Тоа се две опции. Што ќе направите вие, господине Голубовски, ако Никола Груевски, за да ја сучува главата, ја прифати платформата на Али Ахмети, овие сите пепраши? Ако ја прифати што ќе направите вие? Ахмети, јас ќе излезам од коалиција. Ќе го насекирате многу. Мојот личен, па јас не, така. Мојот личен дигнитет и само почита ќе си ја сочувам. Тоа е точно. Но не верувам дека тоа може да се случи. То дали вие верувате, то он претпоставам не ве прашува за неговите верувања. Он не верува во истите работи во кои вие верувате. Тоа очигледно. Ако Исмет Рамадани ве опиша како што ве опиша, и немам причина да не му верувам дека не сте корумпиран, дека сте честен, дека имате право на такви ставови. Но тоа по суштина ве разликува од овие кои се корумпирани. Во тоа време сега не знам, сега си во може да се најдеме во таква ситуација. Никола Груевски, за да ја спаси собствената глава и главата на фамилијата која овие 80 години крадеше безмилосно, ќе ја растори државата. А вие имате ли прашање тендирате према другијата македонска партија, која што исто постоја сомневања? Тогаш кај е вашиот морален интегритет во оваа ситуација? Зашто, кажете ми? Или зашто? Да. Па исти овие сомневања изразени, апсолутно може да се постават и према другата страна. Сето тоа што вие се сомневате, Никола Груевски преку своето обвинителство, лично обвинителство и лично судство го стави во процедура. И ќе видиме судот што ќе каже. Да, институциите ќе кажат. Овие институции на ВМРО ДПМН се согласни и на ДУИ, делумно и на ДУИ, но такви. И чекаме разврска, да видиме дали ова судство ќе најде докази да ги осуди. И ако најде докази, апсолутно ќе биде легитимно. Во голема грешка вие што вие се повикувате. Ама оставете го другиот е 10 години опозиција. Презумција, не се повикувате, што да видиме. Се работи за првите луѓе на државата, премиер, министри, ова. Презумцијата е нешто што ќе се одлучи судот. Меѓутоа, самиот факт дека ние слушаме, тоа го слушаме. Слушнавме сите. И слушнавме. Го фативме, односно ги фативме со бомбите кои ги објави Зоран Заев. Ние тоа го слушнавте и вие. Јас дури како чесен добар националист, ти првата, втората бомба кога си ја слушнал, ти требаше да се повлечеш од таа композиција. И тогаш јас и понатаму ќе те запаметам како еден господин Голубовски со кого со ставовите не се сложувавме, меѓутоа чесен е. Така е, можеме секогаш да разговараме за позициите, тоа не е спорно. Јас секогаш велам со другите што има друго мислење, друг концепт. Јас камо да беше ВМРО ДПМН чисто демохристијанска конзервативна партија со сите тие елементи кои посебно крадењето, корупцијата во демократија. Вие сакате државата да не украдете. Која држава? Од кого? Од кого? Да. Па зашто од каде сме дојдени ние? Вие од Кавказија. Да, стварно. Вие од античката. Ние сме тука. Не, ако сте од Александар, како што вели твојот премиер, тогаш вие сте внуци на илирите. Тогаш ние треба да бидеме уште по... Немате врска вие со илирите. Ние немаме врска со илирите, вие со Александар. Ја не зборам во однос на другите врски што ги импутирате, ја не реков ништо. Вие за мене кажувате и за мене просудувате. Не е спорно. Немајте... Бидејќи емисијава отиде во историски аспект, токму тоа не го посакував, се обидов да се вратиме на реал политиката, но без разлика. Јас верувам дека беше добро за гледачите да видат спротивставени ставови ете и на овие некои теми кои се пролекуваат веќе 2 децении. Почитувани гледачи, ова беше уште една анализа, а вие останете и со програмата на 24 вести.